И здраво на сите, Мартин од Јаки коли тука. Моментално сме, како што гледате, на автоплацот Ауто Мики и ќе разгледаме во моментот што има на лагер, што има на располагање. Еве, сега ќе се свртиме чисто да ја видите и локацијата. Лесно може да препознаете овдека се зградите Джевахир, булеварот е овдека булевар Србија и тука можете да си влезете и да си разгледате све што има у моментов. Еве ќе почнеме од лево. Имаме едно Volvo V40 D2, многу солидно возило, така да кој ме раклија на Volvo коли, на шведски коли, може да го дзирне ова моделче. Некоја конкуренција, да речеме, во однос на големината и на таа каросерија Seat Leon, која е повеќе за групацијата Volkswagen, ама нема да се задржуваме многу една по една во овие возила. Ќе се осврнеме највеќе на едно Audi A6, што е овдека го гледате моментално, кое што е регистрирано, бидејќи ќе можеме малце и да го повозиме. Чисто да видите што има друго на плацот. Имаме еден Volkswagen Passat кој што е во караванска изведба. Имаме овдека и A3, една Opel Astra и Toyota Auris. Тоа е во однос на овој дел. Овдека имаме едно Punto Evo, заедно со конкуренцијата Volkswagen Polo и едно Renault Clio кои што се убави мали возила, градски возила кои што се доста штосни на изглед и до ден денешен. Имаме овдека едно Porsche, меѓутоа тоа не е за продавање, можеби ќе го разгледаме и него понатаму, но како што реков, главниот фокус ќе го ставиме на Audi A6. Конкретно овој модел е од 2009 година, што значи дека е редизајнот. Може да го препознаете по овие LED светла овдека. На едната страна и на другата, како изгледат, се уште се доста атрактивни и каде ја прават колата доста по-атрактивна. Меѓутоа, главната фора, тоест оно што го разликува од перходната верзија на Audi A6, тоа е истата генерација, само ова што е фейслифтот, најмногу ќе препознаете по задната страна на Audi A6, бидејќи се сменети комплетно штоп светлата. Ќе ставам сликичка чисто да видите како изгледаше истава генерација само пред фейслифт и секогаш е пожелно што поново да одберете, така да во случајот ова возило има и дополнително затемнети задни стакла, преубави бандаши. Во однос на моторизацијата, моментално, еве, не знам дали се слуша, си работи машината, се работи за 2,7 TDI моторот со 190 конски сили. Како што гледате е регистрирана до јануари 25, ако не се лажам, ќе ги видиме техничките податоци сега кога ќе влеземе внатре. Хромирани лајсни, што е убав детал. И ајде да видиме внатре како е интериерот на ова возило. Апа. Веднаш се осеќа и покрај тоа што е 15 години еве веќе старо ова возило, сепак се осеќа премиум чувство и покрај годините. Дава едно убаво луксузно чувство, убава кабина. Посебно ми се допаѓа фактот што секогаш кабината е направена да гледа кон возачот. Преубава ова централна конзола со одредени команди, значи имаме тркалци, имаме дугменца, автоматски менувач, што е одлично. Во однос на километражата, 219.000 во моментот има поминато. Све што е вака на додир, на допир е доста добро изработено и пак е ова Audi A6, поготово да речеме од некое златно време, каде што квалитетно ги прави автомобилите. Задната клупа претпоставувам има доволно место као комоција, бидејќи ипак се работи за еден седан, една лимузина, можда не толку колку А8-цата, али тука некаде. Еве ги техничките податоци, како што рековме, 2,7 TDI моторот со 190 конски сили. Цената му е 10.000 евра. Многу е интересно што не очекував дека оваква боја ќе ми се допадне, меѓутоа оваа црвена боја убаво му стои, дава уште еден степен на луксузност. Класични аналогни стрелки за брзинометарот и обертометарот. Во средина имаме едно колор екранче, што е одлично. Мултимедија системот е во средина, кој што си е одличен за тоа време, па и до ден денешен е добар.
има дури и навигација. Доброто е што тркалцата се тука во однос на подесување на климата и бидејќи, како што спомнав, е регистрирано, не би било лошо да го видиме како ќе се понаша во воžња. Ќе провозиме еден круг тука низ населбава да го разгледате. Не заборавајте, стиснете subscribe, посетете vozi.com страницата, видете ги сите овие возила кои што се на располагање на Автомики. Одберете си нешто по ваш вкус. Одиме сега во воžња.
комоцијата е одлична, изолацијата исто така, снага има доволно, овој мотор од 190 конски сили и како може да повлече. И се уште и покрај овие 15 години од што има поминато, се уште едно премиум возило кое што ќе ви пружи и како многу уживање, стабилност, перформанси, све што треба фамилиарно возило исто така, бидејќи има и голем гепек. Добра амортизација, добро лежење, не е тврда многу воžњата, дури би рекол, дури мека воžња дека има, удобно е седењето, одлични седишта, ергономски. Дури на лошиве патишта ке нас, покрај тоа комоцијата не е нарушена. Барем е како што приметувате, овој пат доста нерамен и преку шини. Добро ги абсорбира сите овие дупки. Малце ќе ја потопиме гаста сега да го видите моментот дека ипак и како може да повлече, што се вика скоро веднаш може стотка да развие во однос колку брзо. Технички мислам дека беше околу 7 или 8 секунди, може би и побрзо. Ќе проверам, ќе ви пишам на екранот. За потрошњата знам моторите што се 3.0 дека трошат околу 9-10 литра, а ова дека е 2.7 веројатно нешто малце помалку. Али тука некаде. Сепак и покрај тоа што има доста снага возило, ипак поштувате ги сообраќајните правила, возете прописно. Чисто како подсетник, знам дека знаете, али ете.
Звукот е секако добро изработен на радиото. Или не смеам да пуштам музика ради копирајт, тоа знаете. Се враќаме на плацот на Автомики.